Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: Тетово се дави во отпад, несовесност на граѓаните, недоволна ангажираност на надлежните или комбинација од двете. Од денеска граѓаните можат да се движат без заштитни маски на отворен простор. Се дозволува организирање свадби и прослави. Повеќе внимание, топла семејна атмосфера и разговор, а помалку седење пред електронските уреди. Преполни контејнери и смет расфрлан околу нив. Тетово се дави во отпад. Несовесност на граѓаните, недоволна ангажираност на надлежните или комбинација од двете. Граѓаните реагираат на социјалните мрежи, а од ЈКП Тетово велат дека се соочуваат со огромна количина на смет, за која постојните контейнери не се доволни. Најавуваат набавка на дополнителни. Ваква е сликата на повеќе места во Тетово. Граѓаните реагираат на социјалните мрежи, повикувајќи ги надлежните да изнајдат решение. Контејнерите се преполни со огромна количина отпадоци. Сметот е расфрлан и околу самите контејнери. Се шири смрдеа, а околу сметот се собираат и кучиња скитници, особено доколку се фрлени остатоци од околните месарници. Тетовци со остра критика кон јавното комунално предпријатие, но и кон себе. Контейнерите често преку ден не се преполни едноставно. Што мислите, што е проблемот? Несовесност на граѓаните, недоволна ангажираност на надлежните? Па најпрво, да, несовесност кај нас граѓаните. Најпрво. Се фрлјаме кај ќе стигнем. А сигурно тоа што го правиме на улица, го правиме и дома. Верујте дека тоа вистина. А сега надлежните. Па колку се и тие моćни. Едноставно слушајќи све ова, кај да се носи. Контејнерите преполни, стварно преполни, ма кај да се носи? Каде, Скопје или вамо или тамо, не знам, тачно, али верувам дека и тие има вина, значи кривица и они има, ама поголемото е кај нас. Близина кај што живеем имам депонија и тоа е само од неспособност на јавното предпријатие. Може да е проблем и малце и несовесноста на граѓаните дека се фрлја и тоа што не треба да се фрља? Апсолутно, ама тоа исто треба да го регулира органите надлежни за тоа. Ако нема кој да ги казни, тогаш ништо. Тој проблем го има цел свет. Мислите дека надлежните малку повеќе треба да се заангажираат? Во што е проблемот? Насобрано е све. Насобрано е све. Значи, што? Ситуација со епидемија, со ово, со оно, значи, луѓето губят морали, ово, тоа е тоа. Значи, последиците се за тоа. Нови 14 контејнери беа поставени во центарот на Тетово, но и тие не се доволни, смета директорот на ЈКП Тетово Џелјал Цека, кој во телефонски разговор ни истакна дека предпријатието се соочува со наоѓање на огромна количина на смет низ градот. Тој потврди дека смет се носи од останатите општини, а како проблем го наведе и фрлањето големи количини отпадоци од страна на маркетите, месарниците и продавниците. Цека најави дека во следните 15 дена се очекува пристигнување на нови 100 контејнери кои ќе бидат распределени низ општина Тетово. Од општина Тетово пак велат дека се казнуваат оние кои практикуваат несоодветно складирање на смет. До сега се направени 15 надзори на правни лица кои направиле несоодветно складирање на смет и на истите им е наложено да направат соодветен договор согласно Законот за управување со отпад за пакување. Од овој договор законски мора да го има секое правно лице кое работи со трговска услужна дејност. Она што е во наша надлежност е доколку потврдиме на лице место кога се фрла ваков вид на смет, да го казниме лицето со глоба од 4000 евра во денарска противвредност за правни лица или 50 евра за физички лица во денарска противвредност. Екипите на ЈКП Тетово го собираат сметот навечер после 22 часот и 30 минути. Дотогаш контејнерите, наречиси сите локации во градот, веќе изобилуваат со отпад. Од денеска граѓаните можат да се движат без заштитни маски на отворен простор.
Покрај ова се дозволува и организирање на свадби и прослави на отворено, а тетовци делат различни ставови околу олабавување на мерките. Незадолжителни заштитни маски на отворено. Ова е една од олабавените рестриктивни мерки. Мерката за задолжително носење маска останува на важност во јавен превоз, такси превоз и во сите затворени простори. Граѓаните на Тетово пак со поделени мислења околу носењето заштитни маски на отворен простор, додека едни мислат дека е редно веќе да не се носи. Други сметаат дека се уште е рано за олабавување на мерките, бидејќи не ја исклучуваат можноста за нов бран на болеста од септември. Сега према времево, не знам, би требало да се исклучи маската во моментов, а на јесен па би требало, тоа мислиме задолжително, би требало да биде задолжително. Треба да се носи маската. Без маска ништо ќе има уште повеќе заразени. Мора, не, тоа е грешка што прави владата, треба да се носи. Тоа е, нема. Поне да се носи уште месец-два, отколку пак на есен ќе има заразен. Не знам дали уште е рано, али така кажа дека од денеска може на отворено да се носи, така да луѓето си го поштуваат. Што кажа, а во затворено секако треба да се носи маски. Јас сепак би се сложил со одлуката на Министерството за здравство, штом тие мислат дека така исправно и ние како народ ќе се сложиме со тоа. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека намалувањето на бројот на хоспитализирани лица е индикатор за стабилизирање на епидемијата во нашата држава. Се уште има тешки случаи, јас верувам дека и сега ги пратиме бројките се намалуваат и на инфективната клиника негде 40 на пациенти беа останати во оделите за интензивна нега. Најтешките пациенти од другите болници трансферирани тука во Скопје, меѓутоа и тој број е во опаѓање, што е индикатор кој што укажува дека целата епидемија сега спасува. Голем удел во подобрената епидемиолошка слика во земјава имаат вакцините и процесот на имунизација. Освен донираните вакцини од Грција и од Бугарија, Македонија ги очекува и кинеските Синовак и нова пратка од руската вакцина Спутник. Се одржа завршна приредба на дечињата од најголемите групи во тетовските градинки. На овој начин се прослави и Денот на детето, кој се одбележува токму на 1 јуни. Двеста и 40 дечиња и кажаа збогум на градинката. Денес на завршна приредба која се одржа во објектот Тетекс во Тетово, преку песни и игри го прославија завршетокот на предучилишното образование. Тие од септември за прв пат ќе седнат во училишните клупи. Годинава успеавме, после толку време на пандемија и на условите кои ни беа дадени по протокол, успеавме да веќе имаме завршна приредба, да се организираме, да ги испратиме нашите деца како што им личи во првото оделение. Годинава испративме негдека 240 деца со све центрите за ран детски развој. Исто така, мислам дека воспитувачите и негувателките беа доволно ангажирани да децата не приметат дека работаме по посебни услови. Све целите активности кои им беа предвидени ги завршија и конечно денеска ја одржаја завршната приредба. Го искористивме 1 јуни, бидејќи знаеме дека е Денот на детето, и продолжуваме децата исто така тие што сакаат да бидат во градинка ќе продолжат да бидат со нас, за да во септември одат првачиња, другите сигурно ќе се отпишат и ќе заминат дома. Интересот за упис во градинките е веќе голем, така што досега има пријавено 380 деца. Колку мина ќе бидат примени ќе зависи од состојбата со пандемијата и од насоките на надлежните. Повеќе внимание, топла семејна атмосфера и разговора, помалку седење пред електронските уреди. Ваков е советот на психолозите за родителите во однос на воспитувањето и одгледувањето на децата, кој доаѓа по повод Светскиот ден на детето.
За децата се вели дека се најголемото богатство на едно семејство, а да се биде родител е најодговорната задача на светот. По повод 1 јуни, меѓународниот ден на детето, психолозите ја нагласуваат важноста од посветено и грижливо родителство за среќни и задоволни деца, кои ги разпознаваат и почитуваат вистинските вредности. Формула за воспитување нема, ниту инстант решенија за проблемите, но посветувањето повеќе внимание, топлата семејна атмосфера и искрениот разговор се неопходни во секојдневието на детето, вели Билен Карахасан, психолог со долгогодишно искуство во Центарот за социјална работа во Гостивар. Детето се воспитува 20 години пред да се роди, што значи дека самиот родител треба да е воспитан, дека тој, значи негово воспитање, се пренесува на детето. Значи имаме, најтипично е дека ние имаме трансгенерацијски формули и дека како нас не воспитувале родителите, така ние тоа го пренесуваме на своји деца, со некои ситни корекции ако станеме подобри од нашите родители. Значи, ако сме, например, нашите родители беа неуки, ние учевме школа, па патувавме, па видовме, значи сменивме нашиот поглед на свет, имавме повеќе верзии и можности да видиме дека може и поинаку и подобро. И на тој начин можеме да ја подобриме таа линија на нашето воспитување и се надеваме нашите деца ќе бидат подобри од нас. Тоа е идејата секогаш, нашето дете да биде подобро од нас. Тепањето и било какво друго насилство врз децата никако не треба да се користи како мерка за казнување, кога детето прави грешка. Наместо тоа, треба да се казни на начин да разбере што сгрешило и кои се последиците, вели психологот. И нормално некој идеал би било демократско семејство со демократсен стил на воспитување, каде и родителот и децата ќе се договараат, ќе има разбирање, ќе има сваќање. Битно е детето да свати зошто е казнето. Битно е казната да биде благовремена. Значи, во тоа време кога е, не сега те тепам, а зошто ме тепаш, па пред 3 дена си направил ова или пред 2 дена или значи да биде, да казната содействува со направеното дело, да биде јасна, да биде свесна, детето да е свесно зошто е казнето и да има некои рамки кои се во нормала, во склад со возраста на тоа дете. Значи да не биде голема казна и да не биде ептен блага, да нема ефект. И кога кажувам казна све време, не мислам на тепање на деца. Тоа е битно да се назначи. Овде казна значи ќе го тепам. Не, казна е, најголема казна е, ако денеска е лесно, ако му одземете мобилен телефон. Па зар има поголема казна од тоа? Целта на Меѓународниот ден на детето е да се даде акцент на правата на децата, нивна заштита и важноста од обезбедување на услови за образование и безгрижно детство. Светскиот ден на детето се одбележа и на Универзитетската клиника за детски болести во Скопје, каде амбасадата на Словачка донираше посебни апарати за механичка вентилација, кои досега ги немаше во нашата земја. Во делот на интензивната нега, благодарение на амбасадата, амбасадорот на Словачка во нашата земја, беа донирани посебни апарати за механичка вентилација. Тоа се апарати какви што досега ги немаше во нашата земја, го препознаваат делот од белодробието, кое што треба посебно да се вентилира и тоа дава посебни добри резултати во исходот на лекување. И веќе неколку деца се излечени токму благодарение на имплементација на тој тип на вентилација, благодарение на тоа делот стручниот тим престојуваше, благодарение на таа соработка, престојуваше во една врвна болница во Братислава и од таму се вратија со искуства кои што сега ги пренесуваат и на своите колеги. Ove ventilatori smo obezbedili u regionu samo za Severnu Makedoniju. Овие вентилатори ги обезбедивме само за Република Северна Македонија во овој регион и тоа се светски признати најквалитетни вентилатори. Еден вентилатор вреди 25.000 евра, произведен од словачка фирма и ги донесовме тука преку НАТО фондацијата.
i donijeli smo to. Сакаме да ја направиме универзитетската клиника регионален центар за лечење на сите болести, особено специфичните. Вие слушнавте дека особено одделите каде специфичната улога на лечењето на децата ќе биде одделот за интензивна нега и терапија, останатите оделинија каде се лечат ретки болести, се разбира пост-ковид оделенијата со кои докажавме и покажавме дека и оваа држава успешно се справи со оваа пандемија и се уште се справува, особено во делот околу децата каде немавме негативен исход. Жител на Калиште се заканувал на персоналот во гостиварската болница. Од полицијата информираат и за неколку случаи на физички напади во Тетовско-гостиварскиот регион. Ноќеска во 2 часот и 40 минути полициски службеници од полициската станица Гостивар лишиле од слобода 27-годишникот Гостиварско Калиште, затоа што претходно се заканувал на персоналот и обезбедувањето во ургентното оделение при медицинскиот центар Гостивар. Тој бил приведен во полициска станица и по целосното документирање и расчистување на случајот, против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Утрово околу 7 часот во СВР Тетово 36-годишникот Тетовско Долно Палчиште пријавил дека претходно во угостителски објект во селото по претходна расправија во врска со незавршени градежни активности бил физички нападнат од 40-годишен соселанец. Се работи на целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следи соодветен поднесок. Вчера вечер пак во полициската станица Гостивар 73-годишна жителка на Гостиварско село пријавила дека во семејната куќа по претходна расправија била физички нападната од нејзиниот внук. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 10 часот и 30 минути во полициското оделение Камењане 33-годишникот Тетовско Боговиње пријавил дека на 27 мај годинава додека со неговите работници почнале да изведуваат градежни работи во неговиот објект во изградба, 2 лица од истото село им се заканувале на него и на неговиот брат. Според пријавеното, причина за спорот е нерасчистени имотно-правни односи. Се работи на расчистување и документирање на случајот. Од полицијата информираат и дека во текот на изминатото деноноќие вкупно 42 лица биле казнети за неносење маска, додека не се регистрирани прекршувања на полицискиот час. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно.